посакувам јас. Нема ништо умило, сонце мое убаво, осветиш ти на срцево. Со тебе среќен сум мила, мирисам пак. И сонот ја станува, ти ме прегрнуваш и ме бакнуваш нежно пак. Не можам без неја, јас Боже морам да дојдам до тој ангел јас. Да беше се во животот мој, само да е во срцево, знај, ми фали тој бакнеш и тој мили глас. Го памтиш ли денот меѓу нас? Сети се, дека на светот мене си ми се. По кратка пауза, вашата омилена музичка емисија од татковината Мак Музика се враќа на фреквенцијата на Радио Илинден Мелбурн. И секако повторно за вас, нашите верни слушатели од Австралија и на секаде низ светот, да ви презентираме што е ново на македонската музичка сцена и да ви ги представиме најдобрите музички имиња од татковината преку нашите ексклузивни интервјуа. Ова издание на Мак Музика му го посветуваме на еден од најдобрите вокали во Македонија, дечкото кој е талентиран, спонтан и секогаш отворен за соработка со медиумите. Тој е познат по прекрасните балади, во кои се внесува со целото свое срце. Неодамна се пресели во Германија, но Македонија вели секогаш ја носи во срцето. Поразговаравме со Роберт Вукелич, кој великденските празници ги помина во родното Скопје. Една звезда скаснува, моето срце умира, но не заборава. Не можам без неја, јас Боже морам да дојдам до тој ангел јас. Да беше се во животот мој, само да е во срцево, знај, ми фали тој бакнеш и тој мили глас. Го памтиш ли денот меѓу нас? Пишем нешто ти вко сети се, дека на светот мене си ми се. Седиме у природа. Да, многу со еден наш познат пејач од македонската естрада, Роберт Вукелич. Денеска наш гостин во Радио Илинден Мелбурн. Како си, Роберт, како се чувствуваш тука во природа? Малце е темно, ама добро. Не е битно како е, битно се луѓето што се тука, што не опколува, така да се чувствувам прекрасно. Поздрав до сите наши што се во Австралија. Многу ве љубам. Иако сум прв пат, значи ваш гостин во вашето радио, ми е многу мило и фала за поканата. Ете така, да им кажеме на нашите во Австралија како почна музичката приказна на Роберт Вукелич. Музичката кариера, па веќе сум 5,5 години на македонскава естрада. Кога малце правам пауза, кога има нешто ново, но тоа е сето тоа е оправдано ради тоа што ипак сега јас мојата кариера која започнав Македонија, па почнав Хрватска, па имаше периодите и Србија, па имав период и Бугарија, така да повеќе сум на балкански страни определен, што искрено ми донесе големо искуство, морам да кажам, и вистина се прилагодувам супер кај да сум и што и да правам. Така имаш веќе во прашање музиката. Имаш многу убави песни, многу балади. Со која песна почна твојата кариера? Мојата кариера почна со песната Има нешто во тебе. Искрено јас не бев толку сакал да навлагам во овие музички води и не очекував дека јас така ќе зацапам, ама буквално целиот ќе пропанам еден ден што се вика во вода. Искрено таа ми беше прва песна и ми донесе вистина голем успех. Исто така направив и видеозапис за песната Има нешто во тебе, што искрено ми донесе голема популарност кај нас, што не ни очекував, ја прифатија многу убаво. По сите медиуми се вртеше, по сите радија беше вистина хит и вистина таа песна едноставно ме гурна во овие води, вистина ме гурна во овој шоу бизнис на македонската естрада, што искрено да ти кажам на почетокот со секоја работа и се што е убаво е малце потешко, но како иде понатака иде се поубаво, буквално како едно мало бебе кој ќе го земеш и почне да ти расне. Така, меѓутоа Роберт Вукелич веќе сите го знаат, ти си веќе познато име на нашата музичка сцена.
Кажи ми, фестивали, имаш настапувано тука кај нас на фестивали и колку мислиш дека тие се добро место за промоција на еден нов пејач и на нова песна? Така, фестивалите тука што бев јас настапувал, тоа беа на моите почетоци, бев на Охридфест, бев на Макфест. Не ми беше битна наградата, ради тоа што ипак сум почетник и не можам да се докажам кој знае како, ради тоа што ипак фестивалот за мене е една добра промоција за секој нов пејач, да го запознае јавноста, да едноставно се јас сум македонец, живеам Македонија, значи да ме запознаеше македонската јавност. Тоа ми беше пред се план и тоа ми беше битно, така да тоа ми се оствари, тоа стварно ми донесе уште поголема популарност, што искрено мене ми годи во тоа што го правам и тоа што им се допаѓа на луѓето, а сето друго ми е убаво кога ќе го споделам со нив. Така, кажи ми, имаме ли ние тука македонска музичка сцена, естрада или како и да ја наречам, или е само некоја проформа на естрада? Моментално, да бидам лош. Биди искрен. Искрен сум секојаш, искрено, така да моментално немаме ние естрада. Нажалост што ќе кажам така, но имаме естрада на народната музика и многу ми е мило што искрено има еден флуид на енергија убав, што многу се почитуваат народните пејачи и што се вистински професионалци. Мислам, тоа може да го видат и нашите во Австралија, ради тоа што секогаш кај да идат и кои да се поканети оние пејачи и оние музичари што со народната музика, а не од забавната. Што искрено и тоа е вистината и тоа е реалност, ради тоа што луѓето бара да им пееш, луѓето бара да едноставно си поминат убаво, а не бара да им се правиш и да им се поставуваш и да им се правиш звезда. Така, кога сме кај народната музика, ти многу убаво пееш наши народни стари песни. Хајде да слушнеме нешто. Ко на пример, што било? Хајде пак македонско девојче. А така македонско девојче, а тај суварни. Да. Македонско девојче, китка е шарена, во градина набрана, дар подарена. Ма дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Има ли? Нема, неке се роди поубаво девојче од Македонче. Браво, Роберт. Супер. Било ме, тоа е еден голем поздрав до сите наши македонци што се во нашата диаспора. Така, ете, македонците во Австралија не знаат дека ти имаш искуство, си соработувал и со еден многу познат српски пејач, Желјко Самарџич, значи тој е еден извонреден музичар. Колку искуството со него ти помогна, ете, да се развиеш во ова што си денес? Тоа е вистина преголемо искуство, но многу е битно и со кого учиш, да се поздравите Милка Евтимова, значи не можам јас без таа личност да не ја поздравам, да не ја спомнам. Таа е виновникот и тоа се што ми го вдахнува во мене и таа професионалност и тоа школа за пеење, значи буквално ми од незе, а иначе Желјко Самарџич е дефинитивно еден од попознатите пејачи на Балканов, така да коментарите се малце, зборовите се малце, ради тоа што е вистински професионалец, вистински пејач, значи човекот буквално има се што треба и тој прави концерти, не настапа по дискотеки, нели? Така со него, тоа ми беше прашањето, со него излезе надвор од Македонија, настапуваше пред огромна публика, нешто што тука кај нас можда не можеш да си го 6000, 7000, точно, и тоа е нешто што вистина кај нас не можеш да го доловиш тој момент, ни тие чувства и вистина е нешто посебно, ради тоа што фидбекот е голем, имаш големо искуство, веќе знаеш како барем треба да се постигнеш према сцената, према публиката, ради тоа што се што е добро и се што е искусно од постар волк, секојаш е добро. Така, за некој млад волк. Ти како и нашите што се иселеници во Австралија, веќе не избега, отиде во Германија, се ожени таму. Таму ферхајратот на германски се ожени. Колку Македонија ти не достига кога многу си во Германија? Многу ми не достига, али ради тоа што ипак ние се збориме на македонски, кујната не е македонска, така да нема разлика. Има разлика од тоа што искрено има некои работи што таму ги нема и што искрено ми фалат.
Ради тоа што Македонија е земја што изобилува со прекрасни природни богатства, културни богатства, буквално има све. Значи, Македонија, ако немала такви работи, нема од цел свет сите да се интересираат и сите да доаѓаат и сите да сликаат и сите да бараат нешто и сите едноставно кои ќе дојдат и после тоа што ќе го видат или ќе го пробат, едноставно остануваат без збор. Така, дали Роберт планира во Германија да ја продолжи својата музичка кариера или планираш да си правиш музика која што ќе се слуша и тука во Македонија? Како тешко прашање ми постои. Да ти кажам искрено, не планирам никогаш ништо и животот, ради тоа што секогаш кога ќе планираш, па не испаѓа така работите, али убаво е секогаш да се пуштиш во тоа што е сега, едноставно да остоиш на времето, убаво е на тоа што сакаш да работиш, да го градиш едноставно, и убаво е тоа што сакаш да го правиш со трпение, како што би рекле стари, нетрпение спасение, така да јас нема да прекинам со кариерата, ради тоа што музиката ми е тоа вистина што го сакам и толку години сум во незе и толку многу работам за да постигнувам тоа што сакам. Значи буквално еден пејач кога прави нешто, едноставно целта му е секогаш да цели кон нешто ново и да освојува некоја нова територија. Така да јас сум секогаш со предизвик и нешто највеќе што ќе сакам, здравје Боже, е да видам и во Германија да пробам, и тоа што Германија е многу убав пазар, вистински професионалци има таму. Значи, од студија, од песни, од композитори, од све, кај нас, нажалост, моментално немаме такво нешто, се е сведено на нула. Не е тоа нешто лошо да бидам сватен или да ги критикувам, јас само кажам вистината кој што кажате, сум искрен, а не лош. Така да сакам да видам во Германија и тоа ми е предизвик, дефинитивно, без разлика дали ќе биде некој талент шоу, мене не ми смета тоа. Ќе им ја пуштиме на нашите слушатели од Австралија новата песна. Така, еден убав ден. Да, еден убав ден. Кажи ни нешто повеќе за песната. Па песната се снимаше Бајса Бадник, овој Бадник сега што беше што помина. Сите кои беа покрај огнот, јас се бев во студио, ја снимавме со Ристе Водолија, тој е виновник за аранжманот и целата продукција, Валентина Паго или Валита Хефнер. Да, исто лично што многу се ја сагам и сегојаш имам поддршката и многу јам научено од незе. Иначе она е веќе дописник за австралиски весници, така да им е позната на нашата диаспора за кој лик станува збор. И искрено она го пишуваше текстот, мој беше да отпеам, се потрудив најдобро, едноставно сите го дадовме тоа што е најакото и најсилното од сите нас таму што бевме присутни и испана песната, што верувам ќе им се допадне, иако најжалост немав можност ради тоа што бев Германија за да толку добро ја промовирам, но ете дур сум сега тука периодов ќе промовирам песната. Така, инаку песната е наменета или посветена на твојата сопруга Даниела? Да, точно така, посветена е за Даниела песната, но не значи ако е посветена за мојата жена, дека не е за сите тие што ми ја сакат мојата музика. Значи, се што правам за сите, а љубовта ми е таа што ми исполнува и што ми дава секојаш инспирација. Дека љубовта е дефинитивно најголемиот глад денес на светот и на денешницата, а не парите и не тоа што е виртуелно. Така, ајде што ќе им порачаме за крај на нашите слушатели од Австралија? Да бидат секојаш ведри, расположени, весели, да уживаат во животот, да не гледат никош на тоа што било и што се случило, да го живеат секој сегашниот миг, да се радуваат на тоа што ќе го имат и да бидат задоволни со малку. И да слушаат македонска музика. И да слушате македонска музика, Made in Macedonia, ве сакам, Роберт Вукелич. Во твоите сни, да сум таму и штом се раздени, кога ме нема, кога ти треба, кога сум некаде далеку од тебе, кога ми бегаш. Јас сум Роберт Вукелич, вие слушате Радио Илинден Мелбурн. Ве поздравувам. Thank you.
друга страна. Ти треба некој срце да ти загре. Еден убав ден, еден убав ден, ке бидам среќен штом си крај мене. Еден убав ден, еден убав ден, ке бидам среќен штом си крај мене. Штом си крај мене. Во продолжение да ги слушнеме најновите музички вести од Македонија. Нова балада на Димитар Андоновски. Љубовта и овој пат победи кога станува збор за изборот на нова тема на ексклузивецот на Горила продукција Димитар Андоновски. Тој се реши за балада создадена од перото на Лазар Цветковски, за која веќе следната недела на сите своји фанови ќе им подари и видеозапис. Спотот за новата тема на Димитар Андоновски беше сниман на две локации – Преспанското езеро во Стење и во неговата родна Битола, а за држијата ќе се потпишат Владимир Дади Ивановски и Нена Зафировска. Веднаш по снимањето на спотот Димитар Андоновски рече: "Беше прекрасно, а воедно и незаборавно искуство уште еднаш да се видат убавините на нашата земја. Убави пејзажи, недопрена природа. Љубовна тема создадена од хитмејкерот Лазар Цветковски, а тука се и режисерите Дади и Нена, кои уште еднаш докажаа дека се вистински професионалци. Сето ова мислам дека е доволно за да верувам во убав производ, кој ќе биде достапен на публиката за неколку дена. Јас уживав, а би сакал и публиката да ужива гледајќи ја и слушајќи ја мојата тема. По ова небо знае се, една од најслушаните балади кај нас, чиј автор е Лазар Цветковски, а интерпретатор Димитар Андоновски. Не се сомневаме дека и новата балада ќе постигне невиден успех." На исто место пак, но сега јас сум сам, во празно зборувам со тебе. Јас знам не слушаш ти, за мене плачеш ти, не ме заборави, ова не знае се за тебе, ова не знае каде отиде, ова не се доке, за тоа време, ова не ќе те врати кај мене, ќе не спори еден ден. Убав ден. Спортскиот аеродром во близина на Свети Николе беше местото на снимање на новиот видеозапис на R&B двоецот ДНК за темата Авион, чија што радио и видео промоција ќе се случи на 1 јуни. Номерата која е авторско дело на Лазар Цветковски и Панчо, во моментов се мастеризира во едно од најголемите водечки музички студија во светот, Abbey Road Studios во Лондон, во кое се мастеризирале албумите на Майкл Джексон, Битлси, Дейвид Гета, Лејди Гага, Пол Маккартни и многу други. Снимањето на новиот видеозапис беше несекојдневно доживување за нас. Во него се појавуваме како пилоти, Панчо, а Андреј како моторџија. А да се одглуми сето тоа беше интересно искуство и голема задача која одлично ја изработивме. Нашите обожаватели и поддржувачи премиерно ќе ја слушнат песната на 1 јуни, кога ќе биде промовиран и видеозаписот, за чија изработка се задолжени нашите драги пријатели и соработници од Томато продукцијата, велат момците од ДНК. По издавањето на овој сингл, Панчо и Андреј ќе продолжат со подготовките за нивниот амплак концерт, закажан за 29 септември во Универзалната сала во Скопје. Да е джекпот, да има страшно тело, има болја задница од газето на Джейло. Главна е на сите страни, па и во Хавана, Перу, Коста Рика, Бразил и Доминикана. Она е поопасна од секој динамит, она е ракета, она е баш сателит. Во секој град на светот да станува хит, да може да ја има себе дали Бред Пит. Она е луда, она знае да прави чуда, она е дрска, она после париња прска, во клубот секогаш пие скапо вино, прави секој да се осеќа со неа фино. Да, ја нема целата естрада, мириса на чоколада, она е најдобра, затоа ја сакам јас.
За ексклузивецот на Горила продукција Дарко Илиевски месец мај ќе биде месец за паметење. Тој својата авантура во освојување на европскиот музички пазар ја започна на 5 мај со настап во дискотеката Вака Вака, која се наоѓа во италијанскиот град Пијаченца, а 3 дена подоцна на 9 мај ја забавуваше бугарската публика во дискотеката Котон Клуб. Од неговата матична продуцентска куќа Горила најавија дека веднаш по враќањето од соседна Бугарија, Дарко Илиевски ќе седне во студио каде ќе ја сними новата песна. А до крајот на месец мај, заедно со новиот сингл ќе биде снимен и видеозапис за истата. Задоволен од текот на својата кариера, Дарко Илиевски рече: "Среќен сум што со овие два своји настапи ќе го опипам пулсот на европјаните за нашата музика и нивната желба за нешто ново во светот на нотите. Ова е уште еден доказ дека музиката не познава граници и дека со неа најлесно може да се освои светот." Јас имам план да бидам вечерва со тебе. Јас имам план за сите дојдете со мене. Да чуе секој да не ни фали некој. Може би нема да го спасам сега цел свет, но имам мисија да направам ја сносе. Место за тебе ќе бидеш дел од мене. Нека гори ако не, нека гори сега се. Заборави на лошо, сега добро ни е се. Јас имам интуиција, на крај ќе остане само пепелце, само пепелце. Нека гори ако не, нека гори сега се. Заборави на лошо, сега добро ни е се. Јас имам интуиција, на крај ќе остане само пепелце. Изминатите неколку дена Калиопи ја продолжи својата евровизиска промотивна турнеја во Белорусија и Украина. Таа уживаше во успешното патување во Минск и Киев, каде имаше голем број интервјуа, посети на нивните национални телевизии и по големите радиостаници. Калиопи настапи со црно и бело на големиот хуманитарен концерт World of Talent Elite of the Nation, кој се одржа на преполниот централен плоштад на независноста во Киев. Иако во Минск пристигна на 3 мај на полноќ, камерите на Белоруската национална телевизија ја пречекаа Калиопи на аеродромот, каде што имаше поголемо добре дојде и даде неколку интервјуа. Следниот ден беше организирано гостување во утринската програма на телевизијата и прес-конференција за медиумите, а веднаш потоа и средба со нивните евровизиски представници Light Sound. Белоруските медиуми Калиопи ја нарекоа македонската Клеопатра. Истата вечер Калиопи беше специјален гостин во еден од големите клубови во Минск, каде ја презентираше евровизиската песна. Како финална дестинација на нејзината промотивна турнеја, Калиопи замина во дводневна посета на Киев, Украина. Првиот ден таа имаше настап во живо на големиот хуманитарен концерт World of Talent Elite of the Nation, кој што се одржа на централниот киевски плоштад, каде што најде на прекрасен прием од публиката која уживаше во евровизиската песна. Следниот ден беше резервиран за средба со медиумите и украинската представничка Гајтана. Таа на Калиопи и посака добре дојде во киевскиот познат парк Шевченко. Тоа беше многу топло прво среќавање на двете представнички, кои го поминаа времето заедно шетајки низ паркот и јадејќи сладолед, а за крај Калиопи доби на поклон венче од дизајнирано типично украинско цвеќе. А тоа твое спие во мене. Хајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тога, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмевни се. Денот те води, вано ти бели. Новиот сингл на Биба додева со наслов Сама сум, веќе може да се слушне на YouTube каналот. Темата Сама сум ја подпишуваа Дарко Тасев, кој ја напиша музиката, Кирил Колемишевски, кој беше задолжен за текстот, додека Дарко Тасев и Давор Јордановски се погрижија за аранжманот. И оваа песна Биба брилијантно ја испеа, а Дарко Тасев ги отсвири гитарите. Песната се снимаше во студиото Дореми, во продукција на Златко Симеонски, а придружните вокали се на Стево Чепишевски. До кога ќе боли погледот твој? До кога ќе трае овој немир и неспокој? А веќе те немам,
прштам плеснеш ко некогаш, воздишка барам ми запирасти. Се прашувам себе си, кој ли е крив, јас или ти? Не е ни важно, сама сум, погледни твоја сум. Добри ме да го осетам. Новата песна на Игор Митровиќ носи наслов Summer Stereo и е отпејана на англиски јазик во дует со германскиот изведувач и продуцент Дейв Ман. Песната е комплетно негово дело, додека спотот кој се снимаше во градскиот парк во Скопје и наводно е мое дело. Песната е снимена во Берлин кај Дейв Ман во студио и е во реге денс стил. Со Дейви се запознавме на фестивалот Чешме во Турција, ни изјави Игор Митровиќ. Спотот е комплетна режија на Митровиќ и тоа ќе му представува дипломска работа. Игор е абсолвент на факултетот за дизајн и мултимедија, под менторство на професорот по мултимедија Игор Шокаровски. Спотот во кој учествуваат 30 на статисти ќе биде промовиран на почетокот од јуни. На 10 мај Игор заминува за Бугарија во Пазарџик, каде е поканет да биде член на жирито на фестивалот Нота по нота, кој ќе се одржи од 11 до 13 мај. Слушнија, за да знаеш колку си уништила. Дали можам сам без тебе? Ја речам можам да заборавам се. Се текна време, тебо не можам јас да ти ветам дека ќе успеам да преживеам. Сега сама размисли. Се надевам дека со нашите денешни содржини успеавме да го задржиме вашето внимание на фреквенцијата на Радио Илинден Мелбурн. До следната емисија сакам да ве потсетам дека се уште можете да ги испраќате вашите коментари на нашиот имејл biljana.bozinovska@radioilinden.com.au. Ако имате некој предлог или желба, кој од нашите музички звезди би сакале да го слушнете во оваа емисија, слободно пишете ни, а ние ќе направиме се за да ги исполниме вашите барања. Поздрав од татковината ви испраќа екипата на Радио Илинден Мелбурн. И нормално, голем поздрав од мене, вашата водителка Билјана Божиновска.